Подготвували власта терен за целосно ревидирање на историјата и погазување на антифашистичкото движење на Македонија, за да ги задоволи бугарските барања. По политичките интервенции на владите во Скопје и Софија за повторно активирање на историската комисија, но и ставовите за амнестирање на фашизмот, историчарите бурно реагираа дека тоа води кон целосна негација на нацијата, јазикот, но и одлуките на АСНОМ, кои ги ставија темелите на македонската држава. За професорот по историја Митко Панов е несватливо како историчарите си дозволуваат вакви ставови кои се продукт на политички одлуки. Дали е тоа најаве дека ќе се пристапи кон нова промена на уставот, бидејќи со прогласот на АСНОМ во самиот проглас, ако што е дел од сега од уставот, постои терминот бугарски фашистички војски. Кога ќе ги читаме ваквите документи кои што се дел од таа државотворност македонска, не знам како може некој да си дозволи да дава изјави со кои што тие истите ќе бидат редефинирани од денешен аспект, под политички условувања и под политички притисок. Македонските историчари не смеат да бидат дел од политичките преговори, тргувања. Панов е дециден дека крайната цел на заедничките комисии кои произлегува од договорите со Грција и Бугарија е преку ревизијата на историјата да се легитимира тврдењето за непостоењето на македонскиот народ и нација како наводен продукт на фалсификувана историја конструирана во време на Титова Југославија. Политиката се сведува на тоа дека ако ги видите и пакетот 4+1 дефинитивно покажува дека сите имаат релација со историјата. И токму тоа е суштината на политиката, да самата Република Македонија, самите граѓани се обезличат до таму да прифатат историско редефинирање на сопствената нација, што ќе значи дека тие не само што не постоеле во минатото, македонската историја, македонскиот народ, македонскиот јазик, македонската култура, туку не постојат ниту денес. И тоа е погубно. За претседателот на македонската историја Драге Георгиев, Бугарија во минатото не била фашистичка држава, можело да се користат термините окупација, инвазија, па дури и анексија, меѓутоа не и терминот бугарска фашистичка окупација. Но не се само ваквите изјави оние кои задираат во посебноста на македонскиот народ. Власта предводена од поранешниот премиер Зоран Заев веќе најави дека ќе се брише бугарски фашистички окупатор од учебниците и ќе се градело пријателство со соседите. Бугарските фашисти ќе ги снема и од спомениците, бидејќи така барале бугарите. Во таа насока поранешни бугарски функционери најавуваа дека ќе влегуваат со тенкови во Македонија ако спомениците сведочеле дека тука пустошила бугарската фашистичка војска.